Бато? Дојде Асли? Браво. Оп. Сестро моја. Бато, што се случува? Што ти е? Добар сум, добар, не ми е ништо. Седни тука, ајде, седни. Со што да те почестам? Кафе, чај? Бато, какво кафе, каков чај? Што зборуваш? Што ти е? Зошто си ваков, не те разбирам. Добар сум, душа. Не ми е ништо. Времето е прекрасно. Пијам чај, решавам вкрсени зборови и малку се нервирам. Еве, например, презиме на огледниот бизнесмен на фотографијата. Пишувам проклетник. Ама има буква повеќе. Бато, жити Бога, немој да ме плашиш. Те молам, кажи ми што ти е, што се случува? Добар сум, душо, добар сум, не грижи се. Може би ме тргнаа од работата како полицаец за која што сонував уште од дете. Што? Може би мојот живот, што бев подготвен да го дадам за тоа, е во рацете на тој расипан човек. Може би не сум направил или не сум можел да направам ни најмалку нешто во врска со тоа, ама тоа не ме прави да се чувствувам лошо, Асли. Добар сум. Само малку, како тоа отстранет? Што се случува? Човекот кого не го познавам воопшто тврди дека сум го претепал. Јас. А потоа Джем, на санка. Што е санка? Тоа значи дека треба да бидам спремен за изфрлање од полицијата. Само малку. А кој е тој човек што вели дека си го претепал? Тој не го кажал тоа, не е тој. Туку го натерале да го каже тоа. Му рекле, или ќе те убиеме, или земи толку пари и кажи дека Джем те скршил од ќотек. Сам тој не го рекол тоа. А кој го натерал да го каже тоа? Кој го натерал? Добро, оди дома. Истуширај се, дојди си малку на себе, направи нешто за себе. Каде Јас одиш, ќе сестро? средам. Јас ќе го средам тоа, бато. Јас ќе средам. Ало, Ферхат, каде си? Докторке, каков е тој тон? Те прашав каде си? Ќе видиш сега. Каде си? Дај му го телефонот на немиот. Те прашав каде си, Ферхат. Добро, дај ми го немиот, ќе му објаснам. Како можеше да ми го направиш тоа? Како можеше да го направиш? Колку пати треба да ти кажам да не ми викаш? Ке викам колку сакам, Ферхат. Не може да викаш. Како можеше да му го направиш тоа на брат ми? Единствената желба на тој човек му беше да биде полицаец. Тоа е единствената професија што го интересираше. Ти уживаш уништувајќи им го животот и со ништата на луѓето. Ова го правиш затоа што рече дека ќе те смести во затвор? Го знаеме тоа. Уште од првиот ден кога ме виде го зборува тоа дека целта му е да ме смести во Тогаш што? затвор. Што А зошто тогаш? си го направил тоа? Не сум направил ништо. Јас не направив ништо. Сега влези во кола. Одиме дома. Што се обидуваш да направиш? Сакаш да ги прекинеш сите мои врски со животот? Прво го намести брат ми, сега ја заплашуваш Ебру. Што се обидуваш да направиш? Како прво јас не го наместив брат ти, разбрали? Како второ држи се подалеку од оваа девојка. Немој да ја веруваш. Тебе ли треба да те прашам кому да му верувам? Во животот можам да ти верувам само тебе? Тебе ли? Молам, бато. Што? Ај, фала му на Бога. Ај, многу ми е мило, бато, те молам, ајде. Ајде, соземи се и веќе да не те гледам ваков. Те молам. Добра душа. Брат ми е крал.
А од каде доаѓаш? Ти го направи ова, нели? Што е? Ти го натера човекот да прозбори. Кој човек? Немој да се правиш дека не разбираш, одлично знаеш што зборувам. Не знам и не планирам да се трудам да разберам. Ама јас разбирам што се обидуваш. Сакаш да ти биде благодарен, ама кај погрешен човек одиш. Не го познаваш, брат ми. Навистина? Навистина. Види, докторке, единствено што работам е следново. Брат ти се врати на работа и нека му е со среќа. Ама јас немам врска со тоа. Разбери веќе еднаш. Ниту се неговото заминување, ни со враќањето. Оди сега горе и пресоблечи се. Зошто? Одиме на фамилиарна вечера. Фамилиарна вечера. Тие луѓе постојано се дават меѓусебно, за што зборуваш ти? Луѓето не можат да се изберат фамилијата, нели, докторке? Оди и пресоблечи се, ајде.